Не бев спремна за брзината и интензитетот на самиот процес. Се одвиваше премногу брзо. Бебето се роди за само 3 часа. Колку да се подготвав ментално и правев визуализации, дефинитивно не бев подготвена за болката при пораѓањето. Уносот беше професионален и грижлив и се чувствував сигурна. Ми пукна водењакот на полноќ во спиење. Втора бременост, веќе имам искуство. Стравот беше помал и на пат за болница само се велев: жено, знаеш дека боли? Знаеш дека многу боли? Ама ќе излезе бебето и ќе помине. Ја разбудивме докторката, веќе еден после полнок беше. Таа, сумлива, ме гледа и ми вика: ти во спаваќа си дошла. А јас во единствениот фустан што ме собираше. Имав болки, ама далеко од породилни. Дојде директорката, ми ја пикна раката и вика: ти си готова за пороѓај. Ми го допукна водењакот и ме прати на бокс. Јас зачудена си викам: ај, знае докторката. А таа да не истера во серија сите што бевме за да може да спие после. Истинен пороѓај, провокации, напињај, не ќе дете да излезе. Ми вика: напни? А јас знам да напињам втор пороѓај, ама не ќе пред детето. Јас сум слушала дека им скокаат на стомак сестриве на родилките, ама не верував. Ама скокале. Се намести сестрата, извадија вакуум и вика: напињај. Ја напињам, тие вакуумот, сестрава скока на стомак, оно боли, вриштам. Не бев спремна за сечењето и шиењето. Ужас! Не пуштив глас при пораѓај од провокации кои ми дојде како гром од ведро небо и непознат интензитет на болка. Без анестезија, клот. Али кога сецна, пуштив крик што не знаев дека имам способност да го пуштам. Таа секунда ќе памтам цел живот. После следеше шиењето. Таман се олеснив, почна да ме шие девојчето, го чувствував секој ебан момент. После викам: добре, готово, супер. Издржав мушки. Ама не може тоа така, другари. Таман ми рекоа: ајде сега одмори се, дојде докторот да провери дали светла или темна крв излага од раната. Не е темна или темна, не знам, не е светла. Дај рефлектор, дај инструмент и идеме. Не знам што да правам. И од нигде, негде ја каснав сестрата за газ. Инстинктивно, мислам, како некој одбранбен механизам на сета таа болка. Излезе бебето со рог на глава од вакуумот. Ама ајде, фала Богу, барем живо и здраво. Сестрата после ми кажуваше: 30 години работам на пороѓај. Ме удирале, ме клоцале, ме штипеле. Ама никој ме нема каснато, посебно не за газ. Рефлектор ме ги нозе, на таза шиена рана ми пенетрира инструмент со гази, еден друг трет, ќе се умира. Дај бе да не умрам, само што родив дете. Океј, добра е бојата на крвта. Сега можеш да одмориш. Сега ти да одмориш, пичка ти матер. А односот па е океј, вајде, онака проформа. Дошла жена се пораѓа, имам уште 5 после неа, ми беше кажана претходно, се работувај, да не ти скокаме на стомак, не е баш пријатно. Океј, ќе слушаш што ќе правиш. Се истепав од извинување. После во меѓу редови ми кажа: не ти беше времето за раѓање, требаше да почекаме, ама знаеш докторката. И даде све крвата на докторката парфем и полна табла мекици за услугата. Јас од дисилен пораѓај завршив со спуштена матка и лабав сфинктер. Не очекував дека ќе биде толку болно. Прво искуство ми беше. Искрено, премногу ме болеше, што дури сакав да ми се направи царски рез. Од мака плачев и се напнував, па не очекував сестрата така да се однесува со мене. При процесот на породување односот беше одличен, бидејќи во двата случаи ме пораѓаше директорот, така да веројатно не може да е поинаку. За време на престојот во болница, после пораѓањето во 2015-та, односот на сестрите беше лош, а сега во 2020-та значително е подобрен. Ми рече да замолчам дека им пречам. Ми рече како што можеше да го направиш тоа дете, тогаш не те болеше така и сега ќе го родиш без да се дереш и плачеш. За породувањето во целост бев запознаена од блиски роднини и пријатели кои веќе поминале низ тоа. Пораѓањето ми беше со царски рез, но болката и состојбата воопшто на телото после анестезијата беа сосема нова работа за мене. Нешто што мене ме шокираше и ми требаше многу време да го прифатам беше доењето. Болно и неубаво, но со упорност го надминав тоа чувство после 2-3 месеци.